Крушево, добро вечер, крушевчани. Имате право. Владата е веќе на Бихачка, во зградата на СДСМ, народната влада веќе е таму. А премиерот е еден спрат над мене. Драги крушевчани, сакам да ви заблагодарам што денеска заедно во толка број го направивме овој протестен марш, овој марш на отпорот. Денеска сме тука како што во овие 2 месеца одиме низ цела Македонија, бидејќи во Македонија демократијата брутално беше згазена на 24 декември. Нема пример во светот, освен во 17 век, во далечниот 17 век, некои народните избраници на клоци да ги изврка надвор од парламентот, заедно со новинарите и да го тепа собствениот народ. Тоа го направи оваа влада, предводена од Никола Груевски. Затоа мора да ја плати цената. Затоа мора да плати цена која може да се плати, драги пријатели, на 2 начина. Едниот начин е она што ние го бараме. Ние бараме предвремени, фер и демократски парламентарни избори, на кои народот ќе се изјасни на кого да му ја даде власт. Тоа е едниот начин. Ама има уште еден начин. Тоа е господинот Никола Груевски веднаш да поднесе оставка од функцијата премиер на владата на Република Македонија и со тоа владата да биде во оставка. Ете му можност да размисли за уште еден начин. Драги пријатели, почитувани крушевчани, во Крушево пред некаде скоро 40 на години на овие патеки, како дете научи да скија. И Крушево има најдобри услови, особено за малите деца, за оние што почнуваат да скијаат, да научат скијање. И во Крушево тука треба да се инвестира. Не во глупости, не во фонтани. Тоа е идината за овој преубав град, во кој има многу историја, во кој е срцето на македонската држава. Тука беше Крушевската република, тука треба да биде и бастионот на движењето на отпорот. Не дај Боже, како што тргнале овие, може пак има Крушевска република. Мора да има! Драги другари и другарки, крушевчани, сакам неколку работи со вас да споделам. Се обидовме во овој период да најдеме излез од оваа криза за државата. Понудивме фери, демократски, предвремени парламентарни избори. Успеавме за тоа да покажеме максимум од наша страна, како партија која води сметка за државата, за државните интереси. Успеавме во таа работа да прифатиме дел од барањата на сите оние добронамерници, кои во овој период сака искрено да помогнат на Македонија. Ги прифатија тие работи и многу други партии. За жал, Никола Груевски реши да продолжи автобусот да го вози во Амбис. Ако вака продолжи, оваа држава и се заканува сериозна опасност. На македонците и се заканува опасност да ја доживеат судбината на хазарите, да бидат народ што ќе исчезне. Ние не смееме тоа да му го дозволиме. Ние мораме да најдеме начин да се спротивставиме со демократски средства државата да ја вратиме на вистинскиот колосек, а тоа е во Европската унија и во НАТО. Би сакал да упатам неколку пораки до господинот Груевски. Господине Груевски, не е срамота човек да биде грк. Бидејќи денови зборуваш за Зорба, за Самарас, за Бранко, добро, за Бранко стално зборуваш, тоа ти е обсесија. Она што е срамота е човек да работи за интереси на туѓи држави. А ако државата ја држи во изолација 7 години како премиер, тогаш работи за интересите на туѓи држави. Тоа е она за што вие треба да се замислите. Бидејќи мислете дека ќе има многу независни листи на 9, гледам дека по анализата што ја видов има помалку кандидати за градоначалници од независни листи отколку во 2009 година. Не ја успеа сценариото дека народот ќе отишол на независни листи, бидејќи таму била шансата. Потоа почнувате да зборувате дека сега СДСМ, бидејќи блефирал, ќе излезел на избори заради тоа што СДСМ не држал на зборот и тоа така ќе било. Еве, утре е 16, ќе имате можност да видите дали
СДСМ и Сдружената опозиција ќе ги поднесат листи. Уште еден ден, па ќе видиме кој бил информиран, а кој бил неинформиран. Јас ви убедувам дека нема ни милиметар назад да се повлечеме од своите позиции, бидејќи се праведни и пред народот, и пред законот, и пред Господ. Затоа, ајде смогнете сили. Денеска ви дадовме еден последен предлог. Ако имаме еден глас повеќе на советничките листи од вас, дајте да одиме на предвремени парламентарни избори, бидејќи народот тоа го сака. Вие што се повикувате толку на народот, ајде дајте му можност на народот да одлучи. А ако тоа не го сакат, се поставува прашањето зошто не го сакат. Дали затоа што може би се плашите? Дали затоа што се плашите дека народот ќе ве казни заради тоа што 6,5 години овој народ го доведовте во состојба на тотална сиромаштија, на немање перспектива и државата ја заковавте на дното на Европа. Сите околу нас пред 10 години беа позади нас, сега се сите пред нас. За жал, Македонија и нашиот народ време за чекање нема. Ние сме организирани, ние сме заедно и ние имаме намера на предвремени парламентарни избори, кои ќе се случат оваа година, да ја победиме и државата да ја вратиме на вистинскиот правец, таму каде што е местото. Да дојдат луѓе домакини, да дојдат одговорни луѓе, како што во Крушево има луѓе. Вие, крушевчани, знаете ја цените домакини. Дајте ја подршка на владата на опорот. Да се здрави и живи, да живее Крушево, да живее Македонија.